8 поколенија кои живееле во 3 различни века сумирани во едно, печатено дело, монографија за родословот на Димитар Пресечки. Потомокот од петото поколение на Пресечки, Тодор Димитров, разработувајќи и истражувајќи го своето минато, на хартија стави еден историски период кој раскажува цели 200 години од историјата на Виничко-Пресечкиот крај. Јас напишав една монографија во која го разработив родословот на Димитар Пресечки. Монографијата е сликовита која внатре содржи 13 таблоа со фотографии и 7 графички прикази. Во монографијата е разработено животот на нашите луѓе, на нашите предци во минатото, условите во кои живееле, предметите со кои се служеле. Сето тоа е искажено сликовито. Во монографијата се искажени повеќе рубрики, меѓу кои има и рубрика на таленти и истакнати личности од самиот род. Така, например, имаме ние две личности кои што се закитени со ордени од Сојузната скупштина на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Имаме таленти деца кои што ја застапувале Македонија во кошарка надвор од границите на републиката, таленти деца кои на државно првенство има своје место. Имаме и прима балерина која во Италија во такмичење на балети е прогласена за прима балерина. Посебен акцент во монографијата е даден на Веселин Комитета, кој е познат по познатата Пресечка чета, а кој бил осуден на 101 година робија на островот Родос во Грција, инаку покоен дедо на Димитров. Во времето на македонската револуционерна организација, тој ја прифаќа идејата на Гоце Делчев да се подготвуваат за востание. Тој формира во Пресека една група која во историјата се спомнува како востаничка чета. Таа востаничка чета има соберено оружје, се со цел за подготовка на Илињанското востание. Димитров, како поранешен директор на основното училиште Гоце Делчев и наставник во пензија, има добиено посебни ордени за заслуги и диплома за истакнат педагошки работник во времето на СФРЈ, а зад себе има и монографија за училиштето Гоце Делчев, како и за својот последен клас со кој практично замина во пензија. Разработениот графички приказ во оваа монографија може да биде добар патоказ за идните истражувачи, а историските податоци и фотографии солидна основа во подготовката на новата монографија за Виница.